No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Claps and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. Добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денес ќе имам некои многу интересни вести за вас. Се надевам дека ќе ви се допаднат. Меѓувреме, ние продолжуваме со адаптацијата на криптото. Како што можеме да видиме, Велика Британија само што официјално го призна крипто како имот, каде што ќе може легално да се поседува во оваа држава. И за оние што се исплашени каде ќе заврши цената на биткоин, тука можеме да погледнеме дека никогаш не била испод овој electrical cost, кој што изнесува моментално 71.000. И сега погледнете оваа црвена линија, имало секако овие свеќи кои што брзо се вратиле нагоре, но никогаш не сме затвориле испод оваа црвена линија, што значи дека веројатно менерите нема да си дозволат да ја стават оваа цена испод оваа линија, што се надеваме дека и ќе се случи, така да би можеле да имаме повторно ликвидации, секако и надолу, но тоа се брзо да заврши во некоја висша форма. А за тоа што не очекува ќе видиме подоцна во чартот кој што ќе го прикажеме и моментално тука го гледаме. Моменталниот чарт на биткоин и овие линии укажуваат многу јасно на тоа дека уште следиме тренд линијата која што е поставена во овој bull market и моментално имаме одлука тука дали ќе продолжи повторно надолу. Со тоа што не затворивме, значи дека цената веројатно ќе се придвижи повторно нагоре, каде ќе заврши, дали тука или пак повторно ќе допре оваа линија тука, ќе видиме во следните неколку месеци. А за сите оние кои што ги сакат алткоините, можеме да забележиме дека моментално имаме теснување на овој триаголник, што значи дека големи се шансите да имаме некое пробивање за алткоините тука, но дали тоа ќе се случи, бидејќи овој bull market имавме огромни манипулации од инвеститорите, така да ќе видиме што всушност ќе се случи со овој чарт. Аз се надевам дека ќе успееме да се придвижиме, бидејќи од технички аспект гледано тука имаме простор огромен за напредок на алткоините во следниот период. А доколку погледнеме Fed, имаме 88%, што значи дека веројатно е дека ќе имаме повторно намалување на каматните стапки, но тоа ќе го дознаеме за 7 дена, што всушност ќе биде одлучено, но овој чарт многу ретко греши кога се наоѓаме така 7 дена, 10 дена пред состанокот, што значи дека големи се шанси дека ова ќе се случи. А сега да преминеме на она што верувам дека највеќе ви интересира кога го посетувате мојот канал. Погледнете како всушност го формираме овој weekly cycle low и не затворивме неделна свеќа. Погледнете, не затворивме тоа што го зборуваме во претходните видеа, не затворивме неделна свеќа испод оваа тренд линија, што значи дека уште сме сигурни имавме огромни манипулации, односно ликвидирање на позициите за оние кои што секако го обожаваат леверидж тргувањето. И првиот таргет би ни бил ова тренд линија, што мислам дека ќе се случи, а што е најверојатно,
секако имаме и клучоци, но најверојатно ова ќе биде тој bear market, оваа тренд линија, доколку не успееме секако да направиме некои други сценарија до тогаш, можеби повторно тука одбивање, да излеземе од оваа тренд линија тука, да се придвижиме повторно, да се пробиеме тука, да го формираме можеби тој day cycle low. Многу е битно каде ќе заврши овај day cycle low, дали ќе биде left translated или right translated, што значи дека доколку е left translated би очекувале повторно bearish акција, односно би очекувале повторен пад на цената на биткоин. И се додека не ја поминеме оваа тренд линија, немаме што бараме нагоре, односно можеби цело време тука да го направиме ова и да го формираме тој бесекало, ова сценарио веќе не ми се допаѓа, бидејќи ќе имаме повторно, би требало да имаме left translated cycle, што тоа би не довело до пониски цени, но ќе го ставиме тоа за понатаму. Сега за сега немаме никакво движење, моментално сме во странично движење и секој може да поминеме доста време тука, но кога ќе формираме day cycle low, цената би требало многу да отскокне нагоре, за да бидеме сигурни дека всушност тоа е формирање на weekly cycle low, но тоа сега за сега го немаме. Така да Ethereum, доколку погледнеме Ethereum, веројатно ова е четвртиот бран и може секако уште неколку недели да одиме странично и повторно да пробиеме. Подоцна, доколку погледнеме златото, моментално би требало да го формираме day cycle low, можеби тоа да се одолжи, бидејќи ова воопшто не личи на формирање на day cycle low, тоа значи дека треба да има поголем пат на цената, веројатно ова е half cycle low тука, и доколку го измериме тоа, имаме уште денови, веројатно овој циклус би потраел уште неколку денови за да може да го формираме тоа day cycle low. Доколку погледаме S&P 500, имаме исто така на горната тренд линија веќе пробив, што значи дека би можеле да очекуваме поголеми цени за S&P 500, барем сега за сега, според оваа теорија. И еден интересен чарт кој што би сакал да го споделам сега, ќе го погледнеме претходниот bear market на биткоин тука и сега ќе ставиме да го погледнеме на чист чарт сега ова. Доколку избришеме овие тренд линии, би сакал да го споредиме ова движење погледнете го сега ова. Тука имаме повторно ликвидирање позициите и погледнете го ова движење сега. Тука и ова. Ова движење тука и ова. Да, многу е мало, но ова му требало многу поголем период, но што ако ја имаме таа теорија на пократок циклус, односно пократок во проценти за биткоин, и доколку тој циклус се формира, можеби имавме некое странично движење тука и тој дно на главниот макроциклус го формираме нешто испод 70
илјади, можеби да имаме тука повторно ликвидации и тоа всушност да биде и bear маркетот, кој што можеби никој нема да го претпоставува дека тоа ќе се случи, но веќе гледам некои теории на тоа, па затоа вредно е да се спомне. И доколку сега ја погледнеме ова тренд линија, можеби оваа тренд линија ќе ни го покаже вторното движење каде што би ја допреле оваа тренд линија и повторно би се придвижиле надолу, за да го формираме тоа дно на 4 годишниот циклус, кој што како што видовме не би требало да биде испод 71.000, доколку се водиме по таа статистика, така да ќе видиме што всушност тука ќе се случи, а имам уште еден интересен чарт за алткоините, доколку би сакале да го погледнете. Ќе земеме еден од старите алткоини, пример XRP, само ќе го споредиме за статистика, ќе го земеме за сите оние што ја очекуваат оваа алткоин сезона. Можеме да забележиме дека секогаш кога каматните стапки биле блиску до нула, имаме повторно движење на алткоините. И погледнете, толкова огромно движење на овие алткоини. Кога стапките се зголемуваат, значи дека немаме воопшто прилив на капитал во алткоините, и секогаш кога доаѓаме до последното скратување, зависно дали тоа ќе биде 0, поблиску до 0, 1%, погледнете, цената паѓа повторно заедно со каматните стапки за да ги откаже луѓето од пазарот, бидејќи голем број не знаат што се случува во тој период и се откажуваат од моментот каде што би требале всушност да купуваат и да акумулираат. Доколку погледнеме и друг некој алткоин кој што исто така е постар, еве ќе го земеме Cardano. Cardano, дали тоа бил случајот и со Cardano? Погледнете. Огромни каматни стапки, многу мало движење на Cardano, со спуштање на каматните стапки. Погледнете го и овој пат. Погледнете оваа линија како оди надолу. Повторно пат и кога каматните стапки биле конечно блиску до нулата, погледнете овој скок. Огромен скок на алткоините и огромен профит за инвеститорите кои што се одлучиле да влезат во овој крипто пазар. Секако можеме сега да го погледнеме и DOT. Еве имаме поголем чарт на кој меномачницата и погледнете. Добро, DOT веќе тука се појавил кога било скратувањето на каматните стапки, но било скратувањето на каматните стапки, погледнете го. Каматните стапки скоро блиску до нула, имаме огромен раст на алткоинот. Еве ќе го земеме за примери и Dogecoin, бидејќи еден од постарите. Погледнете. Бидејќи пад на каматните стапки заедно паѓаат и цените, каде што ова веројатно никој не го очекува тука. Погледнете ги само овие падови. 76%. Тоа прави подоцна кога каматните стапки се блиску до нула, односно се намалени. Погледнете. Огромен скок на овие алткоини. Се вратиме сега на XRP. Во моментот кога каматните стапки
паднале уште повеќе, паднале и алткоините, и погледне, 70%. И ова е статистиката која што веројатно многу ќе ви помогне за да знаете кога би очекувале високи цени на алткоините, а сето ова време е многу добро за акумулација и доколку видиме уште помали цени од овие, се надевам дека ќе успеете да акумулирате уште повеќе од овие коини и еден интересен чарт кој што го забележав, а тоа е FET, еден од новите алткоини кои што ми се допаѓаат, го ставив тука на оваа листа, бидејќи веќе имаме инвестирано во него. Не знаеме до каде ќе оди, но ова се огромни волумени на акумулација. Доколку можете да забележите што се случува после овој волумен, имаме огромен раст на цената. Доколку ово успееме да го направиме, до април-мај оваа година ќе биде многу одлична, доколку не единствено што треба е да почекаме да се намалат уште каматните стапки и да почнеме да ги гледаме придобивките од тие постапки на ФЕД, така да тоа е тоа отприлика што се однесува до денесната статистика. А вие не заборавете да се претплатите на каналот, со тоа ми помагате уште повеќе да правиме содржина и да ја образуваме македонската нација, која што се надевам дека ќе има уште повеќе заинтересираност за овој тип на пазарите, бидејќи верувам дека ќе имаме огромна адаптација во следните неколку години, бидејќи институциите веќе се тука и имаме огромен прилив на пари, а верувате дека тие не внесуваат пари во нешто што би мислеле дека ќе ги изгубат. Така да слободно коментирајте на видејата, споделите ги со своите пријатели и се гледаме во следното видео. Поздрав од мене и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with